Така, Контакт Плюс на Канал Плюс телевизија, уште некои 15 на минути за да го слушнеме и вашето прашање, да го дадеме адекватниот одговор на прашањето кој што може да го поставите на 399-388, повикувачки број за Штип 032. Ние продолжуваме со разговорот. Наш гостин во студиото е директорот на јавното предпријатие Стипион, господинот Игно Иванов. Ќе продолжиме токму со прашањето на колку денес Штип е подготвен да се соочи со обилни врнежи од дожд. Ова е сите пометиме како лани, минатата година, како Штип се соочи со обилни врнежи од дожд кои што придонесоа зголемување на коритото на реката, но владата заедно со општина Штип донесоа решение за чистење на коритото на реката, како и во оваа акција се вклучи секако јавното предпријатие Стипион со расчистување на сите шахти. Значи, ние и пред некој ден, последните врнежи што бевме на терен, присутни со луѓето на терен, баш кога обилно врнеше, за да можеме да ги расчистиме оние атмосферски шахти и имавме баш кај новата пошта еден канал кој што беше запушен, со една кратка интервенција со машините наши го ослободивме протокот на водата, така да се намали оние штети што можеше да ги предизвика овие дождови. Инаку, луѓето се присутни на тендер, тоа се дежурни екипи кои што постојано дежурат, имаме дежурен и дежурен телефон кој што наскоро во наредниот период ние ќе направиме наша страница, Facebook страница, веб страница каде што ќе ставиме нашите активности, а од друга страна ќе го промовираме и овој дежурен телефон кој што го имаме. Тоа е, значи, телефон кој што ќе служи на граѓаните, таму каде што ќе приметат во вакви услови, дека има поголема количина на вода или застој на протокот на атмосферската вода или запушени шахти и овие тиловски решетки што ги викаме за да можат да ни се јават благовремено да интервенираме. Иако ние бевме присутни на терен, правевме обиколка и сето она каде што сметавме дека може да има застој и поголема количина на вода на тие места, ние го отстранивме за многу кратко време. Инаку, јавното предпријатие Стипион е оскуден во смисол на она механизација која што ни е потребна, бидејќи ги одржуваме и градските улици, меѓутоа ги одржуваме и локалните патишта. Еве и со асфалтирањето на овие патишта локални до селата ќе паднат на одржување на исто на јавното предпријатие Стипион, меѓутоа имаме подршка од градоначалникот, така да можеби ќе земеме едно комбинирано возило за кој што ни служи за наша брза интервенција и на кој ќе користиме и за оние потреби кои што ни се секојдневни во градот. Можеби ќе доземеме еден трактор кој што исто ќе ни служи за оваа работа и ќе го користиме можеби во зимски услови за расфрлање на песок и сол по оние тесни улици во градот каде што поголема соларка нема да може да влезе. Ќе разгледаме и некои од соларките за зимската програма, оние кои што можат да бидат прилагодили према нашите улици. Значи, имаме и широки булевари, меѓутоа и многу тесни улици каде што пошироки камиони не можат да влезат, од друга страна прават проблем снегот или коломразицата прават проблем на другото јавно предпријатие, односно ИСР, кој што треба да ги врши нивните основни дејности, односно исфрлањето на сметот и така. Ајде да ги споменеме оние критични точки во Штип, односно токму на оние сообраќајници со кои што со немилосредни настани ја започнавме и токму оваа 2016 година. Главната точка е, ајде конкретно ќе започнеме од раскрсницата Дујле. ЈП Стипион предложи еден проект со кој што, можеби тоа би било најидеалното решение, турбокружен тек. Зашто станува збор и колку се реални можностите за остварување токму на овој проект? Значи, ние сите сами гледаме дека, да речеме, кога семафорите во овој дел од градот, односно конкретната раскрсница Дујле, се во дефект, ние имаме често пати сообраќајни, некојаш и трагично завршуваат. Едно од решенијата и предложените решенија да се направи кружен тек на овој дел од градот,
Меѓутоа, најголем проблем овде представува инсталациите кои што се наоѓаат баш на раскрсницата. Тука е азбестцементни цевки на водоводната линија, главната водоводна линија која што оди према индустријската зона, а од друга страна се и висококиловолтни кабли кои што се непосредно под самата површина. Во разговор со градоначалникот, тој спомна дека веќе се изготвува некое решение кој што ќе биде најприлагодено за овој дел и верувам дека наскоро и ова работа, односно оваа црна точка во градот ќе се реши. На размислување сме да видиме и на други места во градот каде што има раскрсници, па побрзо се возе за да се намали брзината на движењето, можеби и таму ќе направиме некои си кружни токови, иако има најава од граѓани да повторно се вратат тие лежички полицајци на улици за да пак се намали онаа брзина. Меѓутоа да видиме да бидат тие електромашинското училиште. Да, електромашинското училиште тука се доста брзо вози, па кај сите наши училишта скоро. Меѓутоа да бидат оние културни лежички полицајци кои што па возачите од друга страна не би ги кршили своите возила, да се намали брзината, меѓутоа па да не биде штета на возачите. А ние веќе имаме втор гледач, го вклучуваме директно во нашата програма. Добар ден или веќе добро вечер, повелете. Добар ден. Сакам да прашам во врска со сообраќајната сигнализација, обележувањето на патишта, знаци, поготово на излезот од градот Вица и према Скопје. Мислам дека не се доволно обележени патишта, нити со знаци, нити со бела линија, со на кој било што, во однос на безбедноста на сообраќајот. Така, ви благодариме на вашето прашање. Сообраќајната сигнализација веќе сме сведоци дека имавме еден проблем со крадење на сообраќајните знаци. Меѓутоа, сето ова делумно се реши, беа поставени нови сообраќајни знаци. Каква е сега состојбата во моментот? Значи, ние пред 10 на 15 дена имавме баш поставување на овие сообраќајни знаци на влезот од Радовиш према Штип и на излезот од Штип према Скопје. А од друга страна со облежување на хоризонталната сигнализација ќе почнеме во најскоро време, можеби од идната недела, уште од понеделник, ние ќе почнеме со облежување на оваа хоризонтална сигнализација, зашто имаме веќе најави од сообраќајната полиција и мислам дека најпрво ќе почнеме на улицата Гоце Делчев, каде што сметаме дека веќе за 22 денот на пролета, кој што фреквенцијата на луѓето е доста голема и одат на Исарот дека ударно место и најпрво тука треба да ја обележиме оваа хоризонтална сигнализација. Да споменеме соработката со јавното предпријатие Исар и со општина Штип. Соработката е на највисоко може ниво. Јас гледачите сигурно знаат дека јас бев пред тоа технички директор на јавното предпријатие Исар, со директорот Ангел Бојаджиев, како тим заедно дојдовме во ова јавно предпријатие. Поминавме 2 години заедно, во одлична соработка, одлична комуникација, заедно се боревме со сите оние проблеми кои што ги носеше, што ги среќаваме во нашата работа. Сега сум тука, соработката е одлична, значи како што сме соработувале таму како тој директор и јас технички, сега продолжуваме да соработуваме на највисоко ниво, да си помагаме едни со други. Суштина тоа се 2 јавни предпријатија кои што основач е Советот на општина, од друга страна градоначалникот не го интересира кој ќе ги исчисти улиците, тој сака да бидат улиците чисти. Дали тоа ќе биде едното јавно предпријатие или другото, обврските треба да се завршат. Така. Ми имаме и следниот гледач. Добар ден или добро вечер, повелете, поставите го вашето прашање. Добро вечер, сакам да прашам за улица Личка позади Иванчо преки Казидере. Дали неговот ќе се направи, ќе се обнови, пошто тоа цело мало е како запоставен. Така, ви благодарам на прашањето. За улица Личка, тоа за уредувањето на улиците донесува одлука собранието и можеби тоа треба да биде ставено во програмата на уредувањето на оно градежно земјиште и градоначалникот. Мислам дека
дека треба да се уреди, меѓутоа јас денес бев на терен за да се уреди она детско игралиште и да се елиминира оние наноси на вода и земја што се случуваат на ова детско игралиште, а ниту децата може да го користат ова. Се надевам дека во наредниот период ние ќе најдеме некое решение со дренажни канали и прифаќање на ова атмосферска вода. Знаеме дека тоа е едно големо сливно подрачје овој дол што оди преку самото игралиште. Ќе најдеме некое решение и дека ова детско игралиште ќе оставиме во функција. Ете да го поставиме прашањето за дислокација на јавното предпријатие, поточно на дирекцијата на јавното предпријатие Стипион, кај местноста Новакова чешма, тоа е на 4 километар од Штип. Што ова ќе значи? Дали ќе пречи на работата на јавното предпријатие Стипион во однос на брзината на делување? Па не, се уште сме ние во фаза на подготвување на овие простори. Нели, јас сум се уште непон месец дена како веде директор на овие јавно предпријатие, меѓутоа мојата намера е да овие простори ги адаптирам за целата она оперативна служба која што и зимска програма која што ќе биде сместена овде. Градоначалникот ќе го асфалтира патот до самиот објект, така да имаме брз излез на улицата, инаку е блиску, не е многу далеку, значи блиску е до магистралниот пат кој што од Радовиш влегува во Штип, кој што ни е дел на делување. Од друга страна, од тука почнуваме да навлегуваме во централното градско подрачје. Од друга страна, еве можете сами да приметите дека оние работи и зафати кои што ги зафаќаме и каде што се сместени моментално, тоа беа некогашни простори под наем дадени од јавното предпријатие Стипион, сега ги ослободија, тоа беше Китго и една фирма за производство на ПВЦ прозори. Сместени сме тука моментално за да можеме привремено да интервенираме за некои наши работи, меѓутоа во самото централно градско подрачје ние правиме работилница која што е малку една града слика и која што ние под најскоро време треба да ги адаптираме овие простори и да целата таа оперативна служба помине кај Новакова чешма. Ете, веќе знаете на кои се проекти треба да работите и ќе работите заедно во соработка со општина Штип и со јавното предпријатие ИСАР. Во предстојниот период ќе се спроведуваат проектите тековно, но што може да очекуваат граѓаните во овие следни месеци, до крајот на 2016 година? Значи, ние по одржувањето на самите улици интервентно ќе влеземе да ги пополниме оние дупки кои што на самите возачи сметат, и ние сме возачи и на нас сметат. Меѓутоа, во овој дел многу ќе ни помогне градоначалникот и локалната самоуправа, бидејќи ќе се асфалтираат преку 20 улици. Знаете дека во минатиот период, односно минатата сезона, се асфалтира улици до самиот крај, односно додека дозволуваше температурата да се асфалтираат улици. Веќе се добиени тендери за асфалтирање на повеќе улици. Не би сакал да ги споменувам улиците, бидејќи тоа е дел на локалната самоуправа и во голем дел градоначалникот ќе ни помогне баш тука на пополнување на овие дупки и приметби кои што доаѓаат од граѓаните или од сообраќајната полиција. Да напоменеме пред самиот крај на кои конкретно проекти во моментот работи јавното предпријатие Стипион? Конкретно работиме на некој амфитеатрално решение кај библиотеката, инаку го следивме оној влез на самата библиотека, направивме една рампа и за влез на инвалидизирани лица во самата библиотека, ставиме подпорниците и сега правиме едно решение каде што библиотеката и други некои тука во близина и самото училиште Ванчо Прке каде што ќе можат да направиме една мала сцена каде што тие ќе можат да ги одржуваат нивните настани. Тоа едно веќе почнуваме да работиме на
хоризонталната сигнализација и на одржување на атмосферските канали, чистење на атмосферските канали, бидејќи тоа е нашата основна дејност, и на крпење на оние атмосферски канали каде што имаме нарушување на нивната структура. Така, јас овде ќе ви се заблагодарам за вашето присуство во контактната емисија на Канал Плюс телевизија и се надевам дека за скоро ќе ви имаме повторно овде со новите проекти и со она што ќе биде вредно да го потенцираме како сторено од јавното предпријатие Стипја. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека во нареден период пак ќе се видиме, реков, кога ќе испадне овај тендерот за СМС пораките, ќе позбруваме малку на начинот и да на го кој што објасниме граѓаните самиот систем. ќе можат да се адаптираат со нови начин на плаќање на паркинг простор. Така, а вие, драги гледачи, останете токму со програмата на Канал Плюс телевизија и не заборавајте, централното издание на Дневникот е во 20 часот. До тогаш, пријатно!